Почитувани, власта и обвинителството, освен Курто Дудуш, ги штитат и заканувачот, градоначалникот Демир Хисар, шверцерот од Ново село, Боро Малборо и други напаѓачи и други насилници. СДСМ и нивното Луи Витон реформирано судство повторно испратија порака: ако си наш, може да тепаш, ке минеш со опомена. Курто Дудуш, градоначалник насилник и тепач во Шуто Оризари, мина како што велеше, членската на СДСМ ќе ви биде се, и лична карта, и возачка, и здравствена, и еве сега и полициска и судска заштита. Дудуш, обвинет за физички напад врз сограѓанин на прослава, признал вина и помина со судска опомена. Минатата година сета јавност го слушаше Дудуш како тепа, навредува и заплашува сограѓанин. Случајот Дудуш е продолжение на односот кон насилниците функционери на ЗАЕФ и на СДСМ кон граѓаните. Градоначалникот на Демир Хисар, Маријанче Стојановски, отворено се закануваше и заплашуваше родители и наставници пред нивните деца во училница. Се закануваше дека работел во МВР, ги следел, ги снимал нивните разговори по телефон. Нема одговорност за него, иако го признава делото, мина со информативен разговор со полицијата. Дури и градоначалникот на Ново село, Боро Стојчев, уапсен за шверц со цигари, кога било и пукано кон полицијата, мина речиси без казна. Судството на ЗАЕФ му пресуди само 6 месеци, само за да продолжи да функционира како градоначалник на Ново село. Почитувани, јасно е од каде е силата и самоволието на функционерите на СДСМ, од каде се фалбите дека никој со ништо не им може да им се спротистави. Сега е јасно дека освен политичка, имаат и полициска и судска заштита од СДСМ и од ЗАЕФ. ЗАЕФ и СДСМ се виновни за поразите, за измамите и за криминалите. На 12 април следува одговорност, ЗАЕФ никогаш повеќе.